Дистрикт Цил през студио интервју на Зоран Иванов со Катерина Златановска-Попова. Катерина Златановска-Попова, тренер и обучувач за меки вештини. Сертифициран експерт за развој на кариера, советник, ако смеам така да се изразам, за поинакви погледи, за поинакви можности, за нови животни шанси. Кога имам ваков соговорничка конкретно, енергична, продорна, пробивна, самосвесна, баш и не знам ниту од каде да почнам, ниту со што да започнам, па затоа веднаш поминувам на првото прашање. Катерина Златановска-Поповска, добре дојдете во Дистрикт на Цил пред студио. Добре ве најдов, благодарам на убавото пријатно изненадување. Конечно да се најдеме и да се видиме со сите наши обврски и распореди. Така, денеска имам уникатен соговорник за уникатна тема. Ајде, која е Катерина за гледачите на Дистрикт Златановска, па и Попова? Ако треба да зборувам како тренер, или како јас ги обучувам моите драги клиенти да си почнат со своите силни страни, тогаш би искористила прилика да кажам дека сум личност која се одликува со емпатија, личност која ја отсликува голема флексибилност, лесно и брзо се прилагодувам и во однос на времето во кое што живееме, и во однос на условите кои што ги живееме, и таа моја силна страна некако ми помага да обстојам. Ако добро ценам, психологијата е исто така ваша силна страна, за да може да се справувате со ситуации разноразни. Да, јас многу сакам психологија. Едно време се размислував да студирам кога требаше да ја направам мојата одлука, што сакам да бидам кога ќе пораснам. На крај одлучив да бидам професор по француски и италијански јазик. Подготвувајќи се за овој разговор со вас, за ова Дистрикт интервју, негде прокопав по интернетот 92-та, 3-та, 1-та убавица на некој избор на мис. Да, не сте изгубиле многу од тоа време. Што се случи таа година? Бевте веројатно многу помлада и... Да, 16. Сега имам 46, значи цели 30 години се поминати, Зоран, од тогаш. Добро, ние овде не прашуваме за години, но кажете ми, за тој чин, како беше ова изборот? Бевте пресрекна сигурно, како младо девојче, не? Бев прилично збунета, морам да признам. Тоа беа години кога многу нови работи ми се случува. Започнав, верували или не, всушност како дел од најавувачкиот тим на македонската телевизија. Ако се сеќавате, сигурно се сеќавате, во тоа време програмата ја најавува прекрасни млади девојки кои ја читаа програмата што требаше да се случува. Но има и добри обучувачи во тогашните, во Лиле Крстевска, во Бранка Станковска, па и машкиот дел. Така. Да, и Благоја во тоа време, и Борче, и Александар. Сите тие беа тој тим во македонската телевизија и јас се пријавив на аудиција. И се уште, бидејќи бев средношколка, не можев активно да земам учество, значи да работам баш како работна обврска, но викендите беа мои, кога практично бев слободна од училиштето и од работните обврски за училиштето. Во саботите ми беше доделено улогата да бидам дел од најавувачките на програмата. Избегавте од камерата? Побезбедно е позади камера? Би рекла дека тоа беа првите всушност почетоци кога јас научив што значи да се комуницира со публика, што значи убав говор, што значи како да се облечете или како да се подготвите за интервју и веројатно, еве некако после многу години од тогаш, тоа животно искуство ми овозможува лесно, едноставно да застанам пред камера, да разговарам за одредени теми кои сега ми се дел од професија. Така, ќе дојдеме до главната тема меки вештини, многу ме интересира и мене што е дефиницијата и како се реализира. Но пред тоа со што друго се занимавате? Активни сте во невладин сектор, веројатно. Ова ви е единствена работа, немате друг ангажман. Каде сте работеле претходно? Да. Имам многу интересна приказна и веќе кога се навративме на таа далечна 92 година кога започнав како најавувачка,
Да, бев пријавена на Мис на Трет канал и бев и прогласена Трет таа канал на 92 македонската година. телевизија. Да, тогаш тоа беше единствениот голем мис за избор за мис што се пренесуваше на телевизија, значи беше спектакл, траеше со часови, беше тогаш Александар Сидоровски, ваш колега. Значи сите тие се моменти од мојот живот кои некако ме обликуваа во тој период. Започнав да се занимавам со манекенство и тоа го правев се до 2001 би рекла година, кога всушност се вработив во средно училиште како професор и едноставно сатив дека тие две работи веќе не одат заедно. Авторитетот, она што сакав да го градам пред децата како професор, едноставно не можев да го спојам повеќе со јавните настапи како модел, како манекен и така ја направив кариерната промена, ајде да кажам, да се откажам од едното, а да продолжам во другото. За темата за која ќе зборуваме, веројатно ви помогна искуството од наставничкото или професорското искуство во средното училиште. Каде бевте? 7 години работев во меѓународното училиште Нова, предавав во средното училиште, значи работев со средношколци. Тогаш моите средношколци сега прекрасни, возрастни девојки и момци на мои 23-4 години ми велеа дека сум многу стара како професорка, ама храбро се држев. Се обидував да држам чекор во однос на тоа да им го доближам јазикот, да им направам љубов, желба за тоа што значи учење на нова сфера, на нов јазик, така да. Катерина, ајде на главната тема, меки вештини. Што е тоа? Пасија, умешност, страст, занимање, професија? Јас од таа далечна 92 до сега практично сменив 9 професии. Кога веќе ме подпрашавте како тоа изгледа или што тоа значи, вклучително и како кариерен советник, менувањето на професиите за мене е нешто што е суштина на нашето живење. Ние повеќе не можеме да се подпреме на она што некогаш постоело или било реалност на постарите генерации или на генерациите на нашите родители, кога започнале во една сфера со една професија и така се пензионирале. Тоа е нешто што веќе е минато и веќе нема ни да постои. Новите млади генерации не можат ни да разберат како тоа изгледа. Затоа пак на многу од работодавачите им личи дека се непостојани, нелојални, дека постојано не знаат што сакаат, менуваат, бараат и имаме еден јаз помеѓу потребите и желбите на младите генерации во однос на кариерата и како тоа да го реализираат и она што му треба на бизнисот или тоа што го бараат работодавачите. За да биде и мене и на гледачите појасно, навистина нов термин и веројатно и нова професија, но технолошкиот развој наметнува таа динамика, луѓето да менуваат професијата и бизнисот тоа го бара? Да, интересното е што еве баш подготвувајќи се конкретно за вашата емисија, одлучив да истражам кои се последните новитети во однос на модерните професии кои се појавуваат и ми се појави дека со трансформацијата на Facebook во Meta Universe, нели, во нов вид на компанија или да, всушност ќе се креираат целосно нови професии, нови позиции, нови работни места кои ќе бидат конкретно посветени на потребата на тој мета свет, на тој мета универзум и треба да бидат поддршка на тој мета универзум. Тоа некоја четврта интернет димензија на некој начин. Веројатно, да, веројатно. И сега само да ви дадам конкретен пример. Ако јас како млад човек одлучам дека ме интересира архитектурата, може многу веројатно да биде во годините кои ни следуваат, наместо да бидам архитект кој во реалниот свет ќе гради светови или згради или градови, тоа да го работам во тој магичен свет на виртуелноста. Да. И се бараат такви позиции, значи архитекти кои имаат технички познавања од различни технологии, различни програми или такви алатки, кои ќе можат да дадат поддршката на градење на тој невидлив за нас во оваа реалност свет, а свет кој ќе треба да постои во тој некој нов универзум.
Ако добро ве разбирам, например медицината, тогаш и медицината може да се вклопи и лекарот во таа димензија и да ги прави советите преку интернет, по телефон, на видео, па дури некакви интервенции можеби. Апсолутно, да. Јас секогаш Ова тоа го 3D говорам. печатари тука ли влегуваат во тој контекст? Апсолутно се што ќе биде наша нова реалност, се однесува на нашата добра соработка или спој со технологијата. Ние повеќе нема да можеме да ги поделиме. Сме го читале во Флаш Гордон пред 50-60 Нели? години или сте го гледале на Стар Трек, на Звездени патики. Така. Да, Сега таа четврта димензија тука веќе со нас, околу нас. Каде сме ние во однос на светот за оваа темава за која зборуваме, меки вештини? Одлично прашање. И зошто меки? Да, одлично прашање. Токму тука е нашата конкурентска предност пред машините или пред технологијата, негувајќи ги меките вештини. Што се меки вештини, ме прашавте пред малку. Почнав многу поопширно да го објаснувам, сега ќе дојдам до целта. Меки или ние ги велиме преносливи вештини, всушност се вештини кои се карактеристични за нас луѓето и се поврзани со начинот на кој што ние можеме уникатно да влијаеме на одредени работи, на одредени случувања и на одредени избори. Машините во овој момент можат да соберат огромни количина на податоци, можат да анализираат брзо. Во денешно време секоја информација ви е брзо, лесно пристапна, не треба да паметите датои, податоци, бројки. Друг тоа го прави за нас. Тоа го прави машината. Она што не мора ни математика да знаеме. Така е. Она што нас ќе не прави всушност различни се тие преносливи вештини што ќе ги научиме во текот на живењето и ќе може да ги применуваме во нашата меѓусебна интеракција, вклучително и на начинот да ракуваме со машините. И сега да дадам еден пластичен пример. Комуникацијата и справувањето со стресот, справувањето со конфликтот е дел од меките вештини на кои што јас, например, работам со моите клиенти. Како јас подобро да ги разберам останатите луѓе со кои што сум обкружена, како да го разберам нивниот начин на функционирање на работа, на развој на комуникација и да подобро имам соработка или интеракција со нив. Како можам да го именувам час? Обука, ваш? тренинг, да, работилница. Така, една ваша работилница, така практично како би изгледало? Еве јас или не знам камерата да глуми дека е некој ваш посетител, слушател. Од што ќе почнете, каде ќе завршите? Интересно е дека мојот дел од работата е едно да се вежба вештината, значи кога збориме за вештина мора да ја практикувате, да почнете да ја правите. Значи веројатно ќе ви дадам некоја вежба, некоја активност која ќе треба да ја реализирате. Но некому и треба да всадите, да процените веројатно што сака тој да работи или што би можел, нели? Каде да насече својата енергија и своето знаење. Секако да, тоа е оној дел кој го работам како... Не е универзално дека секој се може. Не. Да, далеко тоа, ние сите всушност ја имаме таа преубава предност да бидеме различни и најубавото е кога ќе се надополнуваме со различностите. Так, и како оди приказната? Да. Како кариерен советник, задолжително почнувам од тоа кои се интересите, кои се работите што знае да ги прави клиентот, може да ги прави, моди лесно. Истражуваме за што сонува, ако може да се види во иднината, како се замислува во иднината, значи бараме од него да си раскаже практично сам на себе како изгледа тоа. И кога ќе ги истражиме сите работи, имаме дополнителни алатки, кога, например, е заглавен клиентот, не може да се одлучи, не може да се реши. Користиме дополнителни алатки како тестови, преку кои го стеснуваме изборот практично или идеите кои ги има клиентот. Секогаш го поттикнуваме да размислува на теми кои можеби се тешки да се замислат сега во оваа перспектива во овој момент, затоа што дел од професиите и не постојат се уште, допрва ќе треба да бидат измислени и потоа задолжително со клиентот работам на тоа да ги стави на хартија сите предности или недостатоци кои тој ги гледа во секој од тие избори што ги направил за себе. Каква е интеракцијата? Има интерес, има комуникација за време на
Вашата одлука? Кога работам како кариерен советник, бидејќи тоа најчесто се случува индивидуално со клиентите. Дали ги плашите луѓето со иднината во таа смисла? Не, дел од нив морам да признам се збунети, доаѓаат збунети, всушност затоа и постои мојата работа и професија, затоа што имаат, јас сега што пробам да го објаснам, како да ти е магливо во моментот и не знаеш баш точно што е тоа што е вистинското за тебе, ама некако во позадината твојот мозок, душа, срце па и знае и му треба некој кој ќе му даде насока, да, ќе му го разбисири, ќе му ја растргне таа магла. И кога работам индивидуално со клиентите, работејќи на овие прашања, најчесто потребно е повеќе од една сесија трае 1 час, значи се гледаме 2-3 пати во континуитет, во меѓувреме имаме истражување, домашна работа, читање многу, се обидуваме да најдеме некој што ја работи барем таа професија или приближно до таа професија, за да си провери клиентот дали е тоа вистински како тој си го замислува во неговата глава. Дали може да се види на некоја професија во некое блиско идно време? Да, дури ги замолуваме да одат и ако веќе постои професијата, нели? Да одат во реална ситуација, да бидат гости, да побараат можност да поминат еден ден со тој човек, за да може да проверат дали е таа професијата за нив. Подготвувајќи се за овој разговор, налетав на една ваша мисла, упатувате порака, размислувајте неконвенционално. Што сакате да кажете? Да, тоа е дел од обуките што ги држам за креативно мислење. Во ова време сега, она што ќе наразликува од машините е да размислуваме надвор од вообичаените пристапи, вообичаените рамки. Неконвенционалното размислување значи да наоѓаме нови начини, нови пристапи, нови решенија на реалните проблеми, на реалните ситуации кои ги имаме. Например, сега последно нешто што го работев баш во саботата на една од обуките, на моите учесници им покажав клупа. И клупа како клупа, нели сите знаеме за што служи клупа во парк. Но ги предизвикав да помислат како може на таа клупа да седат тројца, а еден од нив да е со посебни потреби. Како таа клупа може да биде направена, да биде поинаква и да може да услужи или да биде прилагодена за некој... Да, за лица со посебни потреби. Да речеме, човек во инвалидска количка. И да, секогаш решението дека може да седне од страната, нели? Од едната и од другата страна на клупата. И пак ќе личи дека сите тројца седиме на клупата. Но интересното е што неконвенционалното размислување во однос на решавање на овој предизвик како да седат тројца на истата клупа е всушност дека дизајнерот одлучил да го одсече средишниот дел на клупата. Практично, како што е клупата во една линија, имате едно седиште, па влегува клупата на својата длабочина. Лежиште за количката. Така е. И практично човекот со количката се може паркира. Да биде во средината. Така е. Да не биде секогаш на маргините. Точно. Ова се тие неконвенционални решенија на истите работи, на истите активности кои вообичаено нас ни се пред очи, но не ги вклучуваме во секојдневното разрешување или нудење на решенија. Каде се овде институциите во однос на овие теми? Вие сте таа ластовичка прва што во иднината гледа и сака да мотивира за таа четврта димензија. Не би рекла дека сум прва, но морам да признам дека кај нас се уште тешко оди промената или прилагодувањето на новите потреби. Јас, фала Богу, имав до сега многу можности пред пандемијата да патувам низ-секаде во светот и да увидам колку технологијата всушност има превземено дел од професиите на луѓето и токму заради тоа сега овој момент, овие 2 години изминати во пандемијата
силно апелирам до сите луѓе кои ја изгубија работата во меѓувреме, но кои размислуваат дека треба да најдат работа или да бараат работа, да се фокусираат на нешто што не е познато, не е вообичаено, не е поврзано со нешто што веќе ние го Да ги знаеме. напуштаме клишеата. Мораме, затоа што еве вие само ќе ви дадам конкретен пример, веќе во центарот на градот имате една филијала на банка која што е целосно опремена со машини. Ако пред тоа го правеле шалтерски работници, сега целиот простор е всушност заменет со некакви банкомати и некакви машини, каде што вие дневните трансакции или се што ви е потребно да го направите во банка, можете да го направите, ама не го правите во комуникација со човек. Тоа нас, како луѓе, не осудува да бидеме спремни дека во блиска иднина дел од професиите ќе исчезнат токму заради потребата машина поедноставно, полесно и побрзо да го прави тоа. Ќе нема старите убави шалтери, ќе нема со кого да се испокараме заради неефикасната администрација, нема. или? Ќе стои некој веројатно хуманоиден робот кој ќе ви вика да господине, да господине, да господине. За ова време брзо иде, треба да се подготват младите поготово. Да. Кај нас имавме попис, сега заврши. Една од констатациите на податоците дека Македонија се иселува младите поготово, паметни, образовани. Ова меки вештини, ова неконвенционално размислување што не принудувате, ајде ние старите брзо младите. Е тоа некаков мотив да останат тука, бидејќи технологијата, дали е во Германија, во Шведска, во Норвешка или во Македонија, таа комуникацијскиот дел. Да. Што помага таа да ги задржиме младите овде? Тие млади, паметни, интелигентни деца. Да, јас би отишла малку во сегментот на тоа кое подразбира непочитување на вредностите кои нашето општество ги трпи и за кои што страда. Мислам дека многу повеќе од младите луѓе би сакале да останат, доколку... Така, идејата на прашањето ми е што вие можете, што би им порачале овде, еви преку оваа емисија, што тука може да ги задржи, да не сонуваат за надвор? Има ли перспектива некаква во овој дел за кој вие зборувате? Секако дека има. Младите луѓе се многу заинтересирани за отпочнување бизнис кај нас, односно да најдат начини како да... Нивната инвентивност тука да исторат некаде. Да, но условите кои нашето обкружување и општество ги нудат, ги предомислуваат. И тоа е, ми се чини, промената која ние мораме да ја направиме, за да ги задржиме. Тоа е прашање до институциите, до политиката, до волјата, до знаењето, до умењето. И прашањето е до способноста на тие млади да дојдат во тие институции и да ги туркаат тие работи. Мислам дека треба да ги вратиме вредностите, вистинските вредности во секојдневното наше живење. Ние за среќа, вие и јас сме генерација кои успева токму заради квалитетот кој го поседуваат. Младите се разочарани, бидејќи тоа не го гледаат и нормално се обидуваат среќата да си ја пробаат негде во странство. Она што е интересно, еве сега баш во овој момент, многу интензивно се работи на подкривање на свеста за социјално претприемништво. Тоа е нешто што ќе биде во идните неколку години, ќе биде голема тема. Зборувам во Македонија, во европски рамки веќе е. Социјалното претприемништво веќе не подразбира водам бизнис за да заработам пари и да имам кола и стан и куќа и викендица. Социјалното претприемништво веќе ги тера младите предприемачи или генерално предприемачите воопшто да размислуваат на тоа дека внатре во водењето бизнис треба да се вклучат интересите на заедницата и да се вклучат интересите на вклучително и работниците и јас како собственик на бизнисот. Значи заедницата ќе станува фокус на начинот на кој што јас ќе го водам бизнисот. Практично некој кооперативно општество, интеракцијски поврзано со сите нитки меѓу себе. Дефинитивно. Нема веќе изолирани желби за јахти, не знам по секоја цена, треба да функционира системот. Да. Корпорациите веројатно во светски рамки ќе си останат, ќе си постојат и ќе се бидат како такви, а можеби и не знаеме каква реалност ќе не разбуди скоро, но во однос на локалните концепти за водење бизнис,
социјалното претприемништво дефинитивно ќе биде основата и ќе биде местото според кој што ние ќе мораме да ги менуваме начините, пристапот на кој што ќе го правиме бизнисот. Тука ли влегува тој проект, ќе ми помогнете, СИМ или ЦИМ, кои се основните постулати на еден таков проект? Не сум сигурна за што ме прашувате. Проектот СИМ што вие го промовиравте, ми се чини некаде по социјалните мрежи. Имаше еден проект на кој што работев за Арно, тоа беше Риза. Ми се чини дека ако се однесува на тој дел каде што работевме на развој на мали бизниси, јас бев дел од тимот. Во контекст на тоа како младите да останат тука. Да, интересно што постојано има такви повици во однос на младите. Едни делови се за такви, да речеме, обштествено одговорни бизниси и проекти. Целата стимулација во овој момент кој ја правиме е насочена на тоа на младите нови генерации да им дадеме вештини и знаења со кои што ќе можат да ги реализираат своите бизнис идеи, но тие да бидат посветени кон освестување или барање на решавање на некаков општествен проблем. Еве јас на пример бев ќе кажам пример, бев ментор на еден тим кој сака да ја отвори првата градинка во Македонија која ќе се одвива надвор. Значи, ние сите знаеме што значи згрижување на децата, носење на децата во градинка и сега се појавуваат двајца млади луѓе од Штип кои во Естонија ги виделе првите искуства. Едниот е извидник, таа е психолог и тие имаат идеја и се дел од тимовите кои ќе бидат финансирани и поддржани во рамките на проектот да се обидат да креираат прва градинка која ќе биде целосно надвор. Значи нема да биде образовниот процес внатре во затворен простор, туку целиот образовен простор целиот образовен процес ќе се одвива надвор во природата. Децата да создадат соработка. Топло, студено, лето, зима. Се едно. Велат данците дека не постои лошо време, само постои несоодветна облека. И тоа моите другарки кои живеат таму ми го кажаа уште пред 10 години, дека нивните деца задолжително секој ден облакаат скафандери и одат да се тркалаат по снеги во кал. Кај нас тоа веројатно би било скандал. Ќе трчаат бабите да видат ночињата дали има шалчиња. Да. Има ли интерес кај институциите? Дали тие некој од нив се заинтересирала за овие ваши активности? Дали тоа може во систем да влезе на државата? Еве овие ваквите проекти за деца, не знам, за образование, за нови професии, за меки вештини и така натаму, да биде дел од, не знам, образовниот процес воопшто. Ви благодарам многу за прашањето. Јас како дел од Асоциацијата на советници за кариерен развој кој постои веќе 11 години, се бориме да влеземе во тоа да во нашиот образовен систем кариерен советник постои уште од најрана возраст. Зборувам најрана возраст во средно училиште, во основно училиште. Зошто? Токму поради тоа што во основно училиште е најлесно да ги провериме, да ги истражиме, да ги откриеме интересите и афинитетите на децата и воедно соодветно да ги насочиме да тие ги развиваат и да се фокусираат на тие своји вештини, односно интереси понатаму низ образовниот процес. Морам да кажам дека сега конечно оваа година се прави најголемиот можен исчекор од сите претходни што ги споменав, покрај тоа што претходно сме имале проекти финансирани како од странски, така и од наши донатори,
да направиме обуки на кариерни советници во средните училишта. Дел од средните училишта имаат и своји кариерни центри, значи имаат можност да работат со децата. Од оваа година конечно влегуваме и во основните училишта и ќе работиме на обука на наставници, Организирано кадар. преку Министерството? Организирано е преку Бирото за развој, практично воедно и преку Министерството, затоа што е влезено во стратегијата на Министерството за образование за Ви се случува ли некој 2021-2025. наставник, еве, од средна школа или од повозрастните во осмолетка или директор на училиште да ве повика вака да се видите со децата и им одржите некое предавање за нивната иднина? Или се случува ли? Да, имаме добра соработка, особено што во дел од училиштата веќе имаме обучено кариерни советници, така што во соработка со нив заеднички правиме активности. Пред пандемијата подпишавме меморандум за соработка со општина Карпош тогаш и токму на 9 март се сеќавам убаво го подпишавме меморандумот за да работиме со децата од 8 и 9 одделение, избравме 3 пилот училишта за да спроведеме активности со нив, но за жал се затворија училиштата и од тогаш се поремети. Еве се но стишува морам и да тоа веројатно ќе признам, продолжите. Ако има дека ќе се менуваат работите. Кажете ми ова околу реформите во образованието, од како знам и јас за себе, или секоја генерација само слуша реформи. Имаме ли капацитет да прескокнеме етапа и да влеземе со некоја реформа? Има ли политичка волја и воопшто дали Македонија цените има ли капацитет да прескочи една епоха и да влезе во оваа технолошка револуција? Велат веќе слушајќи вас и не е револуција. Не, реалност е веќе. Внатре технолошка сме. околност, веројатно. Да, веќе сме внатре, веќе нема ништо револуционерно. Но каде сме ние, општеството, граѓаните, институциите, за да може младите барем да ги турнеме во таа насока од која нема бегање. Прашањето е само кој побрзо ќе ги фати чекорите. Да, дефинитивно. Имаме млади, талентирани, желни деца кои сакаат да прават нови работи, да смислуваат нови работи. Јас сум мајка на 2 тинејџери, растам со видеоигрите, растам со тоа што нив им е начин на размислување, на гледање. До сега, можеби последниве 2 години имаат смислено 1-2-3 бизниса во смисла на креираат логоа, креираат различни планови. Ова го кажувам затоа што децата ќе почнат да заработуваат повеќе од мамата, тато, нели? Веројатно, но сакам да кажам дека децата ако ги оставите да истражуваат, за нив нема пречки. Они не забележуваат дека имаат некакви ограничувања. Во поглед на системот, во поглед на нашите ограничувања, мислам дека сме заглавени. Да, ние памтиме што е парна машина, нели? Да. Мислам дека сме заглавени прво во основното функционирање на институциите. За жал, нашите училишта се уште се занимаваат со недостаток на технички помагала, со недостаток на инфраструктурни работи, како пример тоалети и нешто слично. А и кампањи од типот компјутери за секој дете еднаш па ги нема, потоа не помага, веројатно треба систем да биде сигурно. Апсолутно тоа нема да заврши работа. Она што ни е нас потребно е еднаш за секогаш да ги поставиме работите поврзани со системот на образование. Зборувам ако училиштето веќе има зградата или просторот како образовно место, како процес таму каде што треба да се одвива, како место каде што треба да се одвива образовниот процес, тогаш внатре тоа училиште треба да се создадат такви услови за да може воопшто да разговараме за некакви промени. Практично се врти околу образованието и кога Катерина Златановска Попова 7 дена би била министерка за образование и би ги имала одврзани рацете и не како вела тоа на буџет колку сака. Што би направиле? Што е клучот за таа радикална промена која е неопходна за македонското општество и воопшто за македонската младеж? Убав предизвик ми давате. Може и ќе се случи, ако имате доволно амбиции. Да. На вистина е интересно да се слушне што може да се направи. Да.
Прва и основна работа што би направила јас е да ги претворам училиштата во вистинско место за работа за наставниците, а вистинско место за учење за децата. Тоа значи дека сите училишта веднаш подитно би биле реновирани во целост со сите услови што им се потребни за функционирање и за работење. Тоа е базата. Тоа е базата. Јас не би зборувала за ништо повеќе ако тоа не биде завршено. Дополнително, за да бидам сигурна дека сите подеднакво ќе се грижат и ќе им значи, би ги вклучила сите да учествуваат во тој процес. Значи, не тендер компанија, па таа компанија, па си правиме некои други комбинации, туку секоја заедница, таму каде што им е училиштето, сите деца, родители, сите бизниси кои се во таа заедница ќе треба да најдат начин како да се вклучат, да дадат своја поддршка, да дадат своја помош. Секој може, на милион многу начини, како ова што го зборевме, неконвенционалното размислување, дури и најмалите деца можат да направат нешто. Еве ќе ви кажам конкретен пример. Имаше сега во последната недела еден куп училишта организира садење на дрва во чистење на дворовите училишни и садење на дрва во училишните дворови, односно разубавување на дворовите. Беа вклучени родителите, децата, наставниците и само така, кога ќе почнеме да работиме како заедница и кога ќе почнеме да се грижиме за заедничките работи како заедница. Малку комунален менталитет во тоа. Да, звучи така, но верувајте дека во сите напредни општества, ова кога зборувам напредни ги земам многу за пример во однос на образованието скандинавските земји, особено Естонија во поглед на дигитализацијата, Норвешка во поглед на начинот на кој што се одвива образовниот процес, Данска според начинот на кој што децата се воспитуваат. Финска ја фала често. Финска исто така. Значи тоа се како се вели, системи во кои што децата од најмала возраст развизаат свесност дека тие не се мамини и татини, него дека припаѓаат на заедницата и дека припаѓаат на ова општество кое ако не го чуваат и градат од најмала возраст, нема да може да опстои да постои. Практично микросредината. Апсолутно. И тоа би го направила како основа. Потоа, во однос на начините, на програмите на кои што би работела за трансформација на пристапот кон образованието, би рекла дека ние како наставници, се ставам и јас таму затоа што јас сум професор по француски и италијански, работев формално во училница, знам што значи да се биде во образованието во клупа, меѓу клупите, би рекла дека е задолжително ние да станеме ментори. Престана да е потребно на децата Настава екс катедра. Така е. Децата веќе не им треба, јас сум авторитетот, јас кажувам како е, еве така пишува и оваа книгава некој што ни е напишал, веќе тоа не може да обстои. Едноставно новиот универзум, оно што ви го кажував на почетокот, не дозволува децата да можат да функционираат, да живеат и да учат во такви. Причини, Катерина, ги спомнавте тендерите, еве сега околу печатење учебници, бироа и така натаму, нема да бидете министарка, барем не во овие политички околности, но ајде ни помина времето, кои ви се вашите непосредни амбиции? Каде, Катерина, натаму? Вие можете ли вие да промените професија сега? Размислувате ли во таа насока или вака само нас не учите? Јас сум отворена за промени постојано. Сметам дека или ќе бидете вие тие што прифаќајќи ги промените или креирајте ги промените, го бранувате морето или пак седите во комфорната зона и одеднаш кога доаѓа еден огромен цунами, брани ве, преклопува и ве нема. Така до нас ве слачите. Да. Дистрикт Цивил прес студио, Катерина Златановска Попова, ви благодарам. Ви благодарам и на вас.